Последниот разговор во Македонија наутро денеска ми каже да се насмеам, ќе се насмеам. Имам убав разговор во продолжение. Секогаш велат Зорица потешко е кога со човек што го познаваш треба да направиш интервју. Добро утро за нашата колешка од Радио 2, Зорица Николовска. Овој пат не во улога на радиоводител, бидејќи него нема тик-так, туку зборуваме за еден твој самостоен проект за кој што навистина следниве минути и така имаме што да споделиме. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, многу ти благодарам на поканата. Чест ми е задоволство да ги променам студијата барем за момент. Заврши денес малку порано да се извиниме на радиослушателите, да, обично. Се извиниме, мислам дека ќе сватат и ги пренасочив да се повлечат на телевизија за да можат да не видат и да не видат и мене да ме видат во една поинаква светла, затоа што рано наутро имаат можност да ме слушаат, но не и да ме видат, така што поразлично е, многу пријатно. Да, до 9:30 ви трае обично утринската, но ете, пак сме на утринска. Малку порано, да ни бидеш наша гостинка. Деневник за трудници и витален прирачник што ќе ви помогне да станете најдобриот родител што можете да бидете, односно прирачник за родителство, грижа за бебиња и деца. Ова се двата проекти за кои што утрово ќе разговараме со мојата колешка Зорица Николовска, за која што стои нејзиниот подпис. Почнуваме со дневникот за трудници. Па како постар, да речам, проект, иако не е толку многу стар. Роден е во времето на короната, кога бевме затворени. Имав потреба заедно со мојата колешка Елизабета да создадеме нешто вакво, заради тоа што во времето кога јас бев бремена и кога таа беше бремена, иако со многу голема желба, реално немавме каде да споделиме и да запишеме се она што ни се случува. А верувате, каква е да е бременоста, едноставно секогаш постојат магични моменти на кои што сакате да се навратите. Штета е да не можеме, нели, да се вратиме на нив, да ги препрочитаме, заради тоа што многу лесно се забораваат тие спомени. Иако е долго патување 9 месеци, реалноста е дека се фокусираш која ќе биде конечната средба, како ќе изгледа моето бебе, живо здраво, како ќе помине породувањето, никако го забораваме целиот тој процес каде што бебињата се подготвуваат да се запознаат со нас и со надворешниот свет. А доста важен за креирање на спомени. Реално многу важен и потребата беше да се донесе, односно да се искреира нешто вакво. Корона пандемијата, бидејќи не затвори дома, немавме многу можност, нели, да се дружиме помеѓу себе. Решивме дека е убава можност на некој начин да се посветиме на еден ваков производ, односно на еден ваков проект, кој што ќе остави траг кај многу мајки кога ќе се навратат на својата бременост. Така што мислам дека успеавме во тоа. 2 години како успешно се бара, се продава, второ издание, очекувам и трето понатаму и се надевам дека оние мајки кои што го купија сега, нели мајки тогаш бремени, кои што го купија на самиот почеток, сега кога веќе нивните деца се потпораснат, имаат можност некоја вечер да седнат, да го разлистаат, да се навратат, а во иднина имаат можност и да им го прочитаат на своите деца. Едно патување, да речам, запишено во дневникот, кое што ќе им покаже на децата што се случувало кога мајката ги очекувала, односно се подготвувала да стане мајка. Мартин веќе го имаше, ти беше роден? Да, ми беше роден и искрена да бидам, многу ми е крива што немавме во тоа време, да речем во времето кога бев бремена, да можеме да запишеме, токму таму дојде таа инспирација. Да, тоа сакав и да прашам колку тоа беше инспирација, но од друга страна и колку тоа те нервира во моментов, бидејќи гледаш кои се позитивните работи од па реално сега да седнам дневник. И да го потполнам не би било тоа така, бидејќи дневникот е поделен по недели, не можам реално да се сетам која недела што се случувало, како сум се чувствувала, но затоа велам добро е, значи не е направен толку опширно да не ти биде толку интересно времето додека го потполнуваш, него кратко нешто само да нафрлиш, како се чувствуваш, кои се тие нови работи кои што се случуваат, дали се одлучивте за името на бебето, што е тоа што прво купивте, каде бевте на патување, значи оние најклучните моменти од целата бременост да бидат тука склопени, да биде како една приказна која што утре мајката ќе може да ја препрочита или да му ја прочита на своето дете кога ќе порасне. Да, ова е нешто што останува како спомен. Што велат коментарите на така поблиските девојки кои што веќе го имаат ова? Ги имате ли заедно прочитано некој дневник? До сега не, бидејќи се работи за многу интимна приказна. Колку и нели да е. Што споделуваат вака со тебе како информации, како печатот, како импресијот, како ќе го пополнат дневникот? Она што досега се покажала како искуство, за жал па и немав многу бремени околу мене во периодот кога го создадов. Мајките кои што ме следат на Инстаграм или се чувствуваат послободно да споделат, велат дека не се ни свесни додека го потполнуваат
колку вредност има понатаму кога ќе го препрочитаат. Затоа што и сега да седнеме да запишуваме било што можеби не е поврзано со бременост. Едноставен дневник на тоа како се чувствуваме, што ни се случува во моментов, кои се предностите, како го поминавме летниот распуст. И сега замисли го зачинат со најубавата можна љубов која што може еден човек да ја замисли, тоа е да носиш во себе плотин или да го очекуваш неговото раѓање. Така. Што и да запишеме денес има една посебна вредност после години кога ќе го прочитаме и кога ќе го препрочитаме, кога ќе се навратиме, затоа што тоа е еден времеплов кој што реално колку и да сакаме ние да се навратиме, нели, не можеме во целост сите моменти да ги запаметиме. Вака ги запишуваш и остануваат таму за секогаш. После 10, после 20, после 30 години. Здравје кога ти ќе бидеш баба, твоите внуци можеби ќе го читаат. Многу е убаво чувството. Верувам дека има посебна вредност. Не знам, не сум го напишала, можеби ќе имам можност во својот живот и јас да го потполнам. За сега, она што го гледам, она што го споделуваат мајките, велат дека е од непроценлива вредност после години. Ние се радуваме кога ќе видиме некој планер, што сме го заборавиле 2-3 години, па кога ќе прочитаме нели тој ден што и како требало да реализираме од работни или приватни обврски, а камоли да се води дневник. Верувам дека убавината во ова што го зборуваме досега имаат почувствувано многу дами. Јас, например, може да се надоврзам на моабетот, криво ми е што немам водено дневник како дете. И сега, после толку и толку години, например, така, кога ме фаќа некогаш носталгија, велам, што убаво ќе беше да имам сега дневници, да ги отворев и да видам на 25 јули 90, например, не знам, 9-та година, што сум правил тој летен ден. И навистина, верувам дека суштината на она што го зборувавме за дневникот ќе ја сватат многу. Јас бев дете кој што растев со многу дневници, со многу лексикони во наше време имаш, ако се сеќаваш. И дел од нив ги чувам. За жал, неколку пати се селевме од еден во друг стан и нешто е подизгубено, нешто е подзабравено, можеби останало во некој подруг. Другите ги чувам и навистина некогаш кога имам слободно време сакам да ги разлистам. Му доаѓа на еден вид како фотоалбум да вртиш, меѓутоа на спомени кои што не можеш да ги видиш, туку можеш да се сетиш. Поинаку е кога ги чувствуваш уште еднаш, да речем, или се потсетуваш на нив. Така што сметам дека колку и убаво да е, колкава и важност да имаат некои обични спомени, кога си во текот на бременоста, никако тродупло, мислам дека се зголемуваат. Тоа мајките особено што имале една-две бременности позади себе, кои што нели израснале дечиња може да ти го потврдат. Прирачник за родителство, грижа за бебиња и деца, тоа е новитетот. Тоа е новото бебе, ако можем така да го кажам, од пред само неколку недели, кој што исто така ја здогледа светлината на денот. Малку повеќе се задржавме и за дневникот за трудници, бидејќи настанете од пред некоја година. Меѓутоа немавме до сега во утринската му обетено за тоа. Сега меѓу првите ќе бидеме кои што ќе го промовираат и овој прирачник, некако следствено на дневникот за трудници доаѓа прирачникот. И тоа сосема непланирано и неповрзано. Реално ми се јавија од икона, ме побара, ја има идејата и желбата и замислата од прилика како тоа да изгледа. Меѓутоа им требаше некој кој што ќе допише нешто свое, ќе додаде нешто свое. Првенствено имав слушната јас за доктор Спук, кој што бил педијатар, роден е во 1903 година, замисли колку во далечно време, а имал некои светли идеи, некои замисли за тоа како реално треба да изгледа едно родителство, како треба мајката да се однесува или како не треба да се однесува, односно како семејството да функционира од како ќе дојде новиот член. И нели многу убаво дојде тоа, едното е за бременост, другото е од како бебето ќе се роди, иако има минимални да речам моменти и од самата бременост. Она што доктор Спук мене ме воодушеви кога го читав како веќе родител со повозрасно дете, вели мајките знаат многу повеќе од тоа што мислат дека знаат. Затоа што реално кога ќе дојде на свет новото бебе, јас од своје искуство ви зборувала сега, верувам дека слично искуството и на другите мајки, особено за првото бебе ти не знаеш што се случува. Не знаеш како да постапиш. Во исто време доаѓаат навалица на коментари од пријателки, роднини, вака треба. И знаеш што е многу интересно? Едното со другото никогаш не се поклопуваат. Едното е различно. Едното ти вели треба да правиш вака, другиот ти вели треба да правиш така. Нема да го слушаш тој, тоа е погрешно, да. И ти си буквално во една збунка каде што навистина не знаеш што да правиш, во исто време имаш поделени размислувања кои што доаѓаат врз тебе. Целта и идејата не беше на некого, односно на некоја мајка да ја кажеме, знаеш, вака треба да го одгледаш твоето дете. Апсолутно не. Секоја мајка најдобро знае што треба да прави со своето дете. Меѓутоа има некои клучни моменти кои како родители во првата година се соочуваме и многу е добро некој кој што си ја знае работата да ти го каже тоа, затоа што не секогаш имаме колку и да ни се достапни педијатрите да ни објаснат или да ни раскажат што треба да правиме во тој период, сепак останува се на тебе.
добро е да имаш еден потсетник кој што ќе ти каже, мајка, не се грижи. Ова многу мајки го поминале пред тебе. Добро е, ќе биде добро, ќе помине и тоа. Не е дека некои сериозни состојби или се јавуваат во првата година, меѓутоа и како доаѓаме до прашања, до недоумници како да постапиме како родители. Еден дел кој што мене особено ми се допадна во книгата е да не го забораваме таткото во процесот на растење на бебето. Како мајки реално се фокусираме на бебето, затоа што бебето плаче и ти кажува дека му требаш. Таткото не плаче вообичаено, нели? Но тука е да ти даде помош и поддршка секогаш кога треба. Ние како мајки ние се можеме, ние се знаеме, нема потреба, потргне се настрана, но го забораваме клучен момент дека и таткото е дел од семејството, дека и таткото треба да биде активен и дека треба да ни помогне не само ние да се одмориме во еден период од родителството, туку и да ја заземе онаа клучна улога која што има како уште еден родител, нели, во семејството. Подеднакво се важни. Не е важно кој го раѓа бебето. Многу се важни мајката и таткото во процесот на растење на бебето. Секогаш кога можеме, треба да дозволиме, нели, активно целото семејство да помогне. Но тука се и постарите братчиња, тетките, бабите, стрините. Ние како мајки сакаме да кажеме, не треба простор од сите, не ми треба никој. Всушност многу ни требаат. Треба да дозволиме сите членови на семејството активно да помогнат во растењето на тоа бебе. Само така ќе имаме еден здрав нов член во семејството. Така, на прирачникот се јавуваш како уредник, колку време ти требаше да ги склопиш, да ги составиш сите работи, имајќи предвид за каква и сензитивна тема станува збор? Да, можам да ти кажам дека во исто време беше многу лесно да се создаде и многу тешко. Одговорноста е многу голема, имајќи предвид дека јас педијатар не сум и сето тоа, нели, откако јас го средив, отида уште еднаш на доработка и на преглед каде педијатар. Откако педијатрот рече се е во ред, сите работи кои што доктор Спук ги напишал многу одамна и сега се во ред и функционираат, имавме таа слобода, нели, да конечно и го испринтаме и го издадеме. Колку беше лесно и колку беше тешко. Морам да ти признавам дека се соочив со нешто со кое што јас како родител не сум се соочила, а ги има во книгата. Во исто време пишуване за американски пазар. Доктор Спук работел и функционирал во Америка долги години, таму го знаат многу добро, го знаат и во нашето суседство, беше штета што кај нас волку доцна доаѓа, но сум среќна што воопшто и дојде. Така што требаше да најдеме начин како да го измодернизираме минимално, да останат зборовите на доктор Спук онакви какви што биле. Во исто време да го пренесеме за да биде читлив и потребен и би кажал од помош на македонскиот пазар. Ние сме малку поинаку растени, да речеме, од луѓето кои што раселе во Америка или во другите страни од светот. Само за споредба, нели, читаме нешто на интернет едно, овде кај нас сосема друго се прави, што не е толку и далеко едното со другото, но се трудевме да биде многу читливо и многу лесно за нашиот пазар, односно за нашите мајки. Во исто време да се задржи на линија на доктор Спук се она што го кажал, па затоа би рекла дека беше тешко да се задржи, но во исто време беше многу лесно затоа што е тема која што е секогаш пријатно се зборува на истата. Пријатна тема. Значи, колку и да сме имале, како мајки, да речеме, првата година, може би некои негативни искуства, или бебето се разболело, бебето знае да има грчеви, знае да бидат тоа непријатни моменти, ми беше лесно да се навратам, уште еднаш да ги преживам сите моменти, да го споделам и дел од своето искуство таму. Не е, значи, целосно споделам, минимално нешто што сум сметала дека фали, а би сакала да го има, да го прочитаат идните мајки или сегашните мајки. Така што беше едно тешко задоволство, би рекла, беше мотивирачки да се издаде. Ужива во тоа што го правам, но и ми беше на моменти тешко. Така. Но верувам дека не застануваш тук, после дневникот и после прирачникот. Ване, морам да ти кажам, бидејќи доста позитивен е одзивот на луѓето. Ние се знаеме и приватно и знаеш колку ме мотивира кога ќе го видам својот проект готов, завршен. Така. Ме мотивира го додека го работам и сум целата како леле, не знаете што ви подготвам, ама моментот кога ќе го издадеш, буквално како да се родило едно ново бебе од тебе. Иако не е, нели, фактички дете, него се раѓа тој проект од тебе. Самата мотивација, кога ќе го видам одразот на луѓето, кога ќе им кажам дека имам нешто ново, ме мотивира многу повеќе од било што друго. Така што има уште неколку проекти кои што се готват, ќе бидат готови многу наскоро, не би сакала ништо да откривам, ќе си го расипам сама на себе изненадувањето, но сум сигурна дека ќе сакаш пак да ти гостувам со оглед на тоа што устана затворив, а ми беше многу пријатно, така што има проекти и треба ти кажам дека како што дневникот, да речеме, или прирачникот се готвеше и ужива во самиот процес и сега кога се навраќам ми е многу пријатно, така уживам и сега додека ги создавам новите дела и ќе бидам многу среќна кога ќе излезат на крај. Да, ќе се видиме сигурно повторно за новото дело, за новите дела во иднина. Ние секогаш сакаме, посебно вака при крај кога имаме гости што убаво се изборуваат. Па може уште еден час да се подзадржиме. Имајќи предвид од колку сме рано станати, емисијата ни од 6 часот и 45 минути, така да убаво е кога имаме вака гости што
знаат и што треба да си кажат. А во продажба се и двете Во продажба работи, се, така? да, може да се најдат, најчесто онлайн, сега и покрај жештините, нели, најлесниот пат да се најдат е и онлайн. Нешто што заборавив кога ме прашал процесот на создавање, морам да го споменам. Да, слободно. Ува верувам дека ќе им се најде и на сите оние жени кои што нешто креираат и работат. Освен што, нели треба бидете многу мотивирани за да ги направите сите овие работи, многу е важна поддршката од околината, особено од семејството. Така што би искористила оваа можност да ги поздравам сите оние кои што се покри мене во целиот процес на креирање на создавање на овие дела. Знам дека сум многу тешка, особено кога сум под притисоци. Ви се извинувам јавно, Иве, меѓутоа од друга страна без нив ништо нема да се може, ништо не би било вака како што би изгледало. Едноставно некој само да те потчукне некојаш по драмата и да ти каже можеш, особено моето најблиско семејство, се исто така заслужени за ова што го Сигурно сопругот најдебелиот крај го има извлечено при... Да, еден посебен поздрав на него. Благодарам уште еднаш за гостувањето денес во Македонија наутро и секако се гледаме повторно за новиот проект кој што верувам дека ќе биде за брзо. Планиране за оваа година, многу ти благодарам што ме покани, да ме покануваш почесто, а почесто ќе претрчувам од едно до друго студио да ти правам друштво. Благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија наутро. Те оставам да се вратиш наслед на обврските во Радио 2. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Беше тоа нашата колешка Зорица Николовска, гостинка во Македонија наутро денеска. Ги промовиравме дневникот за трудници и прирачникот за родителство, грижа за бебиња и деца.